Што правиш бе ти во кујнава? Што се овие треви, а? Копар. Копар, пак некоја глупост ти паднала на памет. Сакаш малку? Многу е здраво. Билките од секогаш ја бркале смртта. Еве, се ова го има во најблиската планина. Тоа што мислите дека е коров е тучница. И од него се прави вкусна салата со кисело млеко, а и е одличен додаток со салатите. Чорбата од коприва пак е одлична за зајакнување на крвта. Листови од слез се ставаат во сладката за арома, камилица за смирување и дезинфекција. Но што знаеме за лиснатите зеленчуци? Па, на пример, дека децата со зорт ги јадат, дека спанак му даваше сила на морнарот Попај и мимоза салата. Лиснатиот зеленчук е полн со влакна, витамини, минерали, растителни супстанции кои штитат од болести на срцето, дијабетис, дури и рак. Лиснатиот зеленчук е најзапоставениот продукт во модерната исхрана, а е ефтин, вкусен и здрав. И најдоброто е што билките не губат од својата вредност откако ќе се сготват. Нашите предци знаеле што е убаво и здраво. Време е и ние да се потсетиме. Што ќе правиме денес? Денеска те подготвиме една тава од лиснати зеленчуци, одавај ми, јас те сецкам и почнуваме. Сечкаме секаков сезонски лиснат зеленчук. Глад прас, громит, 3-4 мечени чешниња лук, целер, морковчиња, зелка или уште подобро келј, литва, млади бами, листови од цвекло, сечкан благ домат. Ги пржиме зеленчуците во загрејана тава, додаваме бибер, сол и мајчина душичка. Долеваме вода и динстаме со мешање. Сварено тетовско гравче се зачинува со нане, жалфија, сол, бибер и сето заедно се пасира. Хомогената смеса се прелива во тавата со веќе изденстаните зеленчуци. Во подлабок керамички сад кршиме пајат леп и врз него ги додаваме денстаните зеленчуци. Одозгора пропрскуваме со ладно цедено маслиново масло. Се пече во претходно загрејана фурна околу 40 минути на 220 степени, додека да се создаде убава коричка на површината. Ситно се сецкаат и пржат кромит, жалфија, 1 морков и 2 страка целер. Гмечиме и додаваме 3-4 чешниња лук. Внимаваме да не загори. Претходно набраните млада коприва и нане, дршките треба да се нежно зелени и кревки. Ги миеме убаво и сечкаме ситно. Ги пржиме додека да омекнат. Додаваме ладно цедено маслиново масло, посолуваме половина литар вода и оставаме да врие околу 15 минути. Копривата и нането растат каде и да се свртиш. Сепак избегнувајте ги оние кои растат блиску до улица, зашто автомобилите испуштаат олово кое се таложи во растенијата. Лиснатиот зеленчук треба внимателно да се измие, бидејќи може да биде дом на паразити. Потопете го во вода во која сте сипале половина чашка оцет, најмалку 5 минути, а потоа секој лист исплакнете го под млаз вода. Салата од лиснати зеленчуци. Прво, прелив. Во сад се мешаат сенф, шумски природен мед, вински оцет, квалитетно растително масло, сол, бибер и лимон. Марула, млад спанач со секревките коренчиња. Посилек, листови од цвекло, само подкршени и зачинети со сладко киселиот прелив. На тава подпекуваме кравјо сирење со семки од тиква, сончоглед и сусам и ги додаваме во салатата. За десерт ќе послужиме сладолед со прелив од босилок и зелени јаболки. Парчиња зелени јаболки се динстаат со вода. Додаваме семки од анис, босилок, маџу, вода и откако ќе се сварат, јаболките се пасираат. Сервираме врз млечен сладолед со гранче од нане. Досега лиснатиот зеленчук се користеше само како прилог, ама сега ми докажа дека со него се прави здрав и вкусен оброк. Видели колку е лесен да се приготви? Секоја чест. Храната може да биде и отров и лек. Од вас зависи. Трпезата нека ви биде олтар во домот, а продуктите набавувајте ги во пребогатиот шпајс на Македонија.